Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Зоран Заев се обидува со неправна гимнастика политички да влијае врз правото во држава. На дело се случува рушење на правната држава и правниот систем со цел Зоран Заев да создаде нова Катица на местото на Катица Јанева и на тој начин да продолжи политичкиот прогон, монтираните случаи против политичките неистомисленици, рекетирањето и Луи Витон правосудството. Но филмот Како Зоки замислува правда не може да се случи. Тоа не го говори само ВМРО ДПМН, тоа го говорат и правните експерти и познавачи на проблематиката. Брзоплети и експериментални решенија по нарачка на Заев наместо право и правна држава може да донесат само нов хаос и правен пазар. Имено, надлежноста на СЈО беше дефинирана со специјален закон и предметите кои тоа ги водеше, а кои произлегува од нелегално прислушкуваните материјали. СЈО, согласно овој закон, беше единствено надлежно за овие предмети, имаше јасно дефинирани ингеренции, рокови и одредби, истите може да се менуваат само со нов закон, донесен исто во собранието со согласност на политичките субјекти како и пред 4 години. Второ, не постои одредба во законот со која може предметите да се пренесуваат туку така на јавното обвинителство, уште помалку кога носителот на претходните надлежности, специјалната обвинителка Катица Јанева, е во притвор и со сомнителни, пола куцани, пола рачно пишувани писма без печат и непотврден подпис им ги предава на некоја друга важна институција од ваков ранг. Вака ни бавча за садење не се пренесува во надлежност, а не пак обвинителни акти. Доколку повеќе што со ова се крши членот 60 од Законот за јавно обвинителство, каде е предвидено јавниот обвинител се оддалечува од вршењето на функцијата за време додека се наоѓа во притвор, тој може да биде оддалечен од вршењето на функцијата за време додека трае истрагата за кривично дело или кога е поведена дисциплинска постапка за негово разрешување. Одлука за оддалечување на јавниот обвинител од функцијата во случаевите од ставовите 1 и 2 на овој член донесува јавниот обвинител на Република Македонија. Правна држава подразбира почитување на законите и уставот. Прекршувањето на овој член од страна на Јовевски може да биде санкционирано со член 353 ставови 1, 2 и 3 од Кривичниот законник на Република Македонија. Не може правните вратоломи на Заев без ново законско решение да создаде нова продолжена маша за политички уцени од една страна, но и амнестија на криминалиите на оваа власт што во моментов ги прави од друга страна. Законите важат за сите, вклучително и за Заев, и за Катица Јанева, и за Јовевски, и Русковски, и Кики, Фрики, Шеки, Баки, сите останати ликови кои директно или индиректно се вмешани со чинење или нечинење во мега скандалот рекетарскиот Октопод. Јавноста види и слушна каков криминал е правен, со амини поддршка на власта и не може таквиот криминал да се амнестира или забошотува. Туку мора целото клопче да се одмота до крај, до главата на Октоподот кој се наоѓа во власта на Зоран Заев и СДСМ. Обидите да се создаваат решенија по мерак на Заев со кој Луи Витон правосудството ќе гони и ќе амнестира надвор од законот е атак директно врз правдата во Република Македонија. Почитувани, правдата ќе победи и тоа ќе биде конечниот крај на оваа криминогена власт предводена од Зоран Заев. Благодарам. Дали има прашања? Престанува мандатот и на останатите обвинители од специјалното јавно обвинителство, предметите се силат во јавното обвинителство. Кој е ставот на ВМРО ДПМН? Дали спитате дека е потребно прво да се донесе законско решение, па потоа предметите да се предоставуваат? Вака, во однос на ова прашање, ние уште поодамна апелиравме и порачувавме до Зоран Заев и до Рената Десковска дека е многу важно што побрзо да се донесе законот за јавно обвинителство. Бидејќи во моментов не функционира правната држава и треба да се донесе закон кој треба да ја профункционира правдата во Република Македонија. Во однос на целата оваа ситуација, каде што СЈО и целата власт на Заев се заглавени во еден криминален рекетарски октопод, многу е поважно да се донесе закон преку кој ќе може да веднаш потоа кога ќе се избере нов шеф на тоа ново обвинителство, да се истражат сите овие случаеви, да се истражи актуелниот рекетарски октопод, можеби најголемиот случај во историјата на Република Македонија, и веднаш потоа да се истераат и сите останати предмети.
Во моментов единствено гледаме дека ЗАЕФ и СДСМ и Десковска не им е важно да се почитуваат законите и уставот, туку единствено им е важно по своја желба да манипулираат во правосудството и да се обидат да се амнестираат од целиот криминал кој што го прават во моментов. Дали има други прашања, повелете? Видете, во однос на Венко Филипче неколку пати сме напоменале, Министерството за здравство во моментов е претворено во приватна институција. Гледаме како се делат тендери, гледаме како се делат приватни партнерства на блиски луѓе на Венко Филипче, на блиски луѓе на СДСМ и гледаме дека во моментов во Министерството за здравство се случува историски најголемиот тендер кој што го објавуваат од половина милиарда евра за клиничкиот центар. Мојот коментар, односно коментарот на ВМРО ДПМН во однос на јавната дебата на Венко Филипче е дека најверојатно, штом веќе ја најавува, има некоја потенцијална фирма блиска до СДСМ и до Зоран Заев, која што би можела да го преземе и овој дел од функционирањето на здравството. Се што претходно отпочнаа да работат на тој начин дали со јавно-приватно партнерство, дали со тендер на подол крок, тука да не го споменувам тендерот за стерилизација, за реагенси и така натака, е се со една цел, само да го добијат блиски луѓе на СДСМ и на Филипче, кои што подоцна може да профитираат. Уште некој прашање? Нема, благодарам.